Со мене во студиото е господинот Зекир Рамчиловиќ, пратеник доскоро од независната група на ВМРО ДПМН, а сега на листите на СДСМ. Добар познавач на собраниските процедури. Добро утро. Добро утро и на вас благодарам за поканата. Останува од уште недела до две до формирање на собрание, нова влада. Како ќе го оцените пред се размерот на силите од овие избори? Пред се ќе ве прашам за изборниот резултат. Тесно во македонскиот и тесно во албанскиот блок. Опозиција и се створи на двете места и тоа не е голема разликата. Така мислам, резултатите се според на некој начин и очекувањата, но сепак она што е најважно според мене се покажа дека без оглед на тоа што имаме мала излезност и имаме вака тесен резултат, сепак победија оние, според мене, да кажам, прогресивните, искрено прогресивните сили кои што и изминатиот период и она што беше како дел од понудата и чи дел бев и јас, значи буквално сепак оствари победа со која што нашата држава ќе продолжи напред, а не да се враќа во минатото и слично. Но исто така многу е важно што и изборите поминаа на вистина максимално безпрекорно, можам да кажам, освен ова што беше со веб-сајтот на Државната изборна комисија, кој малце не го девалвираше процесот, меѓутоа сепак остави според мене една дамка, нешто што мора да се внимава и понатаму да не ни се случи вакво нешто при броењето на резултатите. Но во случајов коалицијата можеме сепак, значи луѓето ја препознаа разликата и она што целиот изборен процес мене што ми остави впечаток, верувам дека и тоа партиите, особено ВМРО ДПМН, ќе ја свати пораката од граѓаните дека со црна кампања да, можете да демотивирате некои да не излезат, меѓутоа не можете да мотивирате некој да излезе да гласа за вас доколку не ја презентирате понудата, туку буквално врз основа на црна кампања и плукање на другиот да добиете да мотивирате некој да ве поддржи, и тоа е добро. Мислам дека понатаму на следните избори кои да се, дека повеќе сите ќе се фокусираат на она што го имаат да го дадат и да го понудат, а не да кажеме она што критикувајќи го само другиот, и тоа не само со здрава критика, туку буквално имавме и на овие избори се и се што, но добро е што и тој дел мислам дека е поразен и дека понатаму ќе имаме и од тој аспект едни квалитативно поразлични и подобри избори. Сакала да ве прашам за вашата поранешна партија. Ова е можеби прв пат после долго време да се случат внатрешни превирања во ВМРО ДПМН, или барем јавноста дозна за такви. Голем дел од челните луѓе доскорешни на ВМРО побараа оставка од лидерот, а после долгите барања за демократизација на партијата пак еве сега успеа да се направат мали промени во статутот. Како ќе го оцените се во ова? Па добро, јас искрено, иако вака како ме прашувате, дека сум добар познавач и како дел, не знам, од ВМРО ДПМН и слично, меѓутоа јас влегов како дел од коалиција и многу не ги познавам сите тие внатрешни прилики, но со работата во парламентот и со колегите, пратеничката група, чиј дел бев, најпрвен како, значи, дел од пратеничката група на ВМРО ДПМН, потоа независната пратеничка група, ги знам доста добро состојбите и од тој аспект дефинитивно ќе мора таму да се случат промени, и ова веќе, значи имаме веќе циклуси неколку кои ке што губи, а сепак лидерот е носителот на одговорноста, и овие статутарни промени според мене се направени за да се сокрие тој дел малце, да се стави на нешто друго акцентот, за да кажеме да остане истото раководство. Но со ова раководство, веројатно тоа да кажеме од другата страна, ако земете на СДСМ, и ќе им одговара ако остане вакво какво што е, но мислам дека ќе има доволно има тука и здрава и квалитетна луѓе кои, значи квалитетни луѓе кои што може да направат и многу повеќе
најпрвин да ја вистински да ја демократизираат и реформираат партијата, па понатаму и со здрава понуда да кажеме да се надеваат и дека ќе успеат да освојат власт. Така да мислам дека не се малку, многу е големо незадоволството, буквално се работи освен за таа некоја си клиентела, некоја врхушка да ја кажеме на партијата која што цврсто стои зад лидерот, што е и сосема логично со оглед на тоа дека најголемо од истите он ги има поставено, но во случајов мислам дека ќе се случат промени таму и дека тоа е неминовно и притисокот и понатаму ќе биде уште поголем и веќе тука има голем број на имиња кои што навистина имаат кредибилитет и тој процес да го продолжат. Добро им се познати и на луѓево и верувам дека за доброто на ВМРО ДПМН дека таму ќе се случат вистински промени. Соратиме на изборните резултати, пред малку рековте дека сите останати се поразени, граѓаните препозна, но еве ќе земам за пример една партија која во јавноста беше оценета како партија која го победи Донтовиот модел. Тоа е Левица која доби 2 претеника, 2 мандати на овие избори, нешто што е помалку веројатно со овој начин на пресметување. Можам да кажам дека можеби сите помали политички партии бараат промена на овој модел и една изборна единица, што би значило во теорија дека нашиот глас би вредел исто, бидејќи тоа сега не е случај. Каков е вашиот став за ова? Во секој случај ќе идам од повратен редослед, па ќе дојдем и до Левица, но изборниот модел дефинитивно се покажува дека мора да претрпи промени, дали ќе се прави некоја комбинација, но една изборна единица во секој случај, а понатаму другите, да кажеме, детали може да се комбинираат, но една изборна единица е нешто што е потребно на државата и на граѓаните. И од таа страна тој став и јас го имав и го застапував, меѓутоа дополнително како припадник на еден од помалку бројните народи како Бошњак, значи барав и гарантирани места, нешто што го има во соседните држави и што исто така би било здраво како еден начин на некоја, да кажеме, позитивна дискриминација, каде што и помалку бројните народи би можеле да имаат директно да бираат свој пратеник, а не да е дел од некој од коалициите. Но нормално дека може да биде и дел од некоја поголема партија, како дел од тој мнозински, да кажем, имаме некои малцински листи, да ги кажам, кои што би овозможиле и тие пратеници. Мислам дека тоа би било многу здраво за општеството, но да кажеме, првиот чекор би била една изборна единица и тука околу тоа немам дилема и се покажа и коалицијата можеме да единствено тогаш ВМРО и ДУИ го блокираа тој процес, иако вистина дека беше ставен некако на крај на мандатот и можеби и тука се искористи тој краток временски период. Но во случајов еве и вака некои од партиите успеа да го преминат прагот, како што ја спомнувате Левица, која што според мене ја искористи она што е незадоволството од големите партии, од ВМРО, ДПМН и од СДСМ. Во случајов ако минатите избори, мислам, без разлика сега некои околу програмата, околу неговите ставови слично, радикални, нерадикални, левичарска, со десничарски ставови слично, он политички одигра паметно според мене, затоа што на првите избори и првиот дел привлече една со левичарски ставови и начинот на кој што ветуваше правна држава, сите тие работи, повикувајќи големите партии, нивното неработење и слично, привлече една, по мене, повише така една таргет на граѓани кои што живеат во градовите, кои што горе-долу ги имаат решено повеќето тие проблеми со кои што се среќаваат луѓето кои што живеат по руралните средини, каде што се уште имаме и многу инфраструктурни проблеми и слично. Привлече тој дел и понатаму пред овие избори почна со таа реторика каде што привлече и дел од граѓани кои што се радикални со десничарски ставови, дури и во програмата некои му се спомнати за разлика од ВМРО, ДПМН, кои што на зборови ги застапува тие ставови, меѓутоа некако срамежливо не смее да ги стави на хартија и слично. Тој тоа го направи и придоби уште една таргет група на граѓани која што му помогна да го надмине и да добие и пратеници, вклучително значи сега двајца и така да добие едно гласачко тело. Но мислам дека тоа е само краткорочен успех, дека не може со тие ставови да долгорочно таа партија да оди напред, но дефинитивно он ќе искористи сега ваквата ситуација каде што ќе биде тешко да се формира
поголемо мнозинство, значи работата во парламентот сметам дека сепак ќе биде доста тешка и тој тоа ќе го користи за да билда политички поени и како дел од опозиција дефинитивно за тоа што тоа му одговара и да на следните избори успее да земе некој пратеник повеќе, што ќе се случи, но нема да биде доволно со вакви негови политики долгорочно да направи некоја промена, туку максимум она што е евентуално на следните избори да качи некој пратеник и верувам дека тука ќе заврши и таа приказна доколку ја продолжи на овој начин како што сврте левичарска партија со десничарски ставови. Токму тоа сакав да ве прашам, собранието, бидејќи ве представи како добар познавач на собраниските процедури, имате искуство внатре во парламентот со сите инструменти кои ги користат политичките партии, поточно пратеничките групи. И со бомбардирање, со амандмани, и со многу други техники сте се соочиле. Што очекувате со оглед на актуелниот сразмер на силите? Добро, зависи тоа како ќе се формира и парламентарното мнозинство. Најпрво навистина очекувам дека ЗАЕВ, значи дека СДСМ ќе направи парламентарно мнозинство и верувам дека ќе биде истото, ќе биде поддржан од поголемиот дел, дури верувам дека и албанските партии од тој аспект, значи што се однесува до она што ни предстои, дали реформите потребни и отварање на преговорите веќе за членство со Европска унија, понатаму она што остана како голем проблем реформите во судството, да се врати до вербата повише во институциите и слично, дека за тоа ќе има поддршка и од сите албански партии, така да ако се иде од тој начин да имаме некое постабилно мнозинство во кое што ќе бидат вклучени и двете, да кажеме, поголеми албански партии, тогаш евентуално тој дел би се минимизирал. Но доколку имаме мнозинство кое што ќе биде на граница буквално со 62-63 пратеника, веќе тогаш навистина парламентот ќе функционира многу тешко, а тоа ќе отежнува и работата понатаму и на владата и на другите институции. Сигурен сум дека доколку не се пак викам реформира, доколку не се смени раководството на ВМРО ДПМН, дека познавајќи она што се случуваше изминатиот период, дека на секој чекор ќе се злоупотребуваат мислам со правно има можност, но тоа е за мене злоупотреба на механизмите за блокирање и на голем број на закони. Имавме такви примери и случаеви. Ние дури и тогаш како сакајки за одредени закони е многу битно да има поширока поддршка, да се бидат вклучени и сите. Не сакавме како законот за јавно обвинителство што се носеше буквално година дена, ние оставивме, меѓутоа немаше еден искрен пристап тогаш од ВМРО ДПМН и така се остава простор за развлекување на процедурите и дефинитивно за очекување доколку е мало мнозинството дека опозицијата, вклучително и левица, ќе се најде во тој дел, гледајќи го начинот на кој што функционира, за да прибере ситни политички поени, она што ВМРО го правеше изминатиот период, дека ќе имаме такви ситуации многу во парламентот, што не е добро за државата, но ајде да бидеме оптимисти, да се надеваме дека и партиите ќе гледаат повише државнички, а не само за лично партиски и дневно политички. Иако не е добро за државата амбиент, со оглед на фактот дека не чека економска криза предизвикана од COVID-19, но не чекаат и преговорите со Европската унија. Ова е време кога се прават постизборни калкулации, кој со кого ќе коалицира, еве испоменавме тесните резултати. Нема да ве прашам кој треба, секако ќе ми кажете СДСМ треба да добие простор, но кое е вашето мислење со кого треба да коалицира, знаејќи ги сегашните бројки? Овде ве прашувам и дали се согласувате со ставот дека ДУИ треба да оди во опозиција или сепак е ДУИ клучен фактор за формирање влада? Па тука сега има многу работи, дали она што би сакал, што сакаат граѓаните, што е најдобра опција за државата, ве прашувам, освен... Да, меѓутоа тука не можете веќе бројките ги диктираат некои работи. Резултатот ги кажува некои работи, дефинитивно во тој дел ДУИ веројатно мисламе дел од таа математика. А можно ли размена на пратеници СДСМ и ВМРО? Размена на пратеници сега мислам на мандати. Па добро, не дека поголемите двете се работи за коалиции, секако дека е можно одредени доколку се најдат некои заеднички интереси, за доброто на државата секако дека можно е да некој од помалите партии слично што се застапени во, да кажеме, во коалицијата
која предводи ВМРО ДПМН е да ако со ова раководство види дека не може, дека не е добро за државата, зошто да не поддржат во случајов нешто што би значело да продолжување на тој реформски пат кон Европска унија и сите оние други потребни реформи. Така да тоа може да се случи, иако е помалку веројатно. Токму поради реформскиот пат и Европската унија и го постави прашањето со оглед на тоа дека во последно време можеби е помала разликата во партиите на леви и десни, колку што е поголема за тоа дали се за или против преспанскиот договор, поточно дали се за продолжување на евроинтегративниот пат или враќање назад, или стоење во место, како сакате. Така. Во секој случај за тоа очекувам да има некои поместувања така, меѓутоа во овој прв план нормално е, мислам тоа бројките го кажуваат, Заев ќе го добие мандатот да состави влада и верувам дека во тој предвиден рок дека ќе успее да се направи тоа мнозинство. Кое што најверојатно ќе биде според мене едно да кажеме тесно парламентарно мнозинство, кое што понатаму ќе се проширува, во тоа сум сигурен, бидејќи доколку останат вакви состојбите во ВМРО ДПМН, дефинитивно ќе се случи таму некој распад на таа пратеничка група. Невозможно е според мене да функционира со една реторика тука, со друга реторика надвор, со повикување за некои процеси што и вие ги спомнавте, дали договорите, преспанскиот договор и слично, нивно ревидирање и поништување и слично со нешто што само државата би ја влечело назад, би се вратила повторно би се вратиле на оние националистички реторики, вклучително на тоа и кај албанскиот и кај македонскиот блок, бидејќи едниот, да кажеме, таков пристап влече и од другата страна, и во случајов малце имаше и тоа резултат дека дуи го спомнавте, кој што сепак му успеа кај албанскиот блок со нивната реторика за премиер Албанец. Мислам, тоа не е уствари за премиер Албанец, него за премиерот Дуи, што вклучително злоупотребија некои името на народот го злоупотребија за интересите на партијата, но им успеа. Меѓутоа тоа раѓа од друга страна исто така такви реакции, но верувам пак дека Заев ќе формира мнозинство кое што понатаму ќе продолжи во овој правец без да се навраќаме на тие процеси кои што се завршени и нормално колку што е можно повеќе да се тие поделби во општеството од етнички аспект да бидат буквално еден период дури беа заборавени сосема додека не дојдоа изборите, но пак за разлика од минатите избори имаше помал, така да кажеме, помала злоупотреба на чувствата на граѓаните од етнички аспект. Господин Ранчеловиќ, благодарам за ова гостување во утрински брифинг. Ви благодарам и на вас и верувам дека за државата она што е најдобро, дека почитувајќи ги на временската рамка која што е предвидена со законите, дека ќе имаме и влада и сето она што следува да се справиме поквалитетно и со економската и со здравствената криза која што дефинитивно мислам според сите очекувања ќе се продлабочуваат и сепак сите ние да веруваме дека институциите ќе работат како што треба и ние граѓаните исто така да ги почитуваме пред се од аспектот на здравствената криза, препораките за да ги надминеме сите овие работи. Ви благодарам уште еднаш. На изборниот ден ни се покажа дека не чека и хакерска криза. Како тргнало, изгледа ќе мора да вложиме повеќе ресурси и во тој дел и во одбраната од хакерски напади, што е нова војна и веќе е познато во светот. Така. Ви благодарам, тоа што го спомнавте во секој случај ќе мора и ние без разлика што од тој аспект не бевме интересни она што случуваше по големите свет, да кажеме по големите држави, но дефинитивно геостратешката положба на нашата држава прави да и ние станеме интересни, каде што буквално се вложуваат милиони за да се случи еден ваков хакерски напад, но и пред се онаа борба со лажните вести. Тука пак мора и вашиот медиум и оние медиуми кои што навистина работат правилно да ги информираат граѓаните, буквално сите треба да ги поддржиме и да продолжиме со она што значи препознавање на лажните вести, се со цел да и граѓаните и ја имаат вистинската слика за сето она што се случува и во општеството и во државата и по широкиот регион. Господин Ранчеловиќ, благодарам за ова гостување во утрински брифинг.